Не само што стојам на тоа, туку сум убеден дека со овие предлог измени на Законот за локална самоуправа само ќе го зголемиме капацитетот на директна демократија во рамки на локалните самоуправи. Предлог измените кои што се однесуваат на овој системски закон се однесуваат кон подобрување на законското решение. Значи нема реперкусии кон ниту една страна, без разлика дали збориме на политичка основа или на оперативна основа. Ние она што го предлагаме како измена се однесува на референдумскиот повик на градоначалник, механизам кој што е препознаен во многу поразвиени европски земји. И тие примери, согласно укажувањето на Советот на Европа и на Венецијанската комисија, ги пресликуваме во нашиот системски закон. Тоа е едната работа. Втората работа е подигнување на нивото на квалитет на живот преку воспоставување на задолжителна комунална редарска служба во рамки и под ингеренции на градоначалникот, тоест на општината, за да се смени пред се мајнсетот на луѓето дека јавното добро, Љубиша, е и ваше, е и мое, е и на сите чинители. И никој нема право она што е делумно мое, ваше и на сите, да го оштетува и заради несовесно однесување на поединци, сите ние да трпиме. Мораме да тргнеме изворно да ги менуваме работите сами од себе. Понатака, со предложените законски измени, механизмот на форуми на заедниците, учеството на граѓаните во креирањето на локалните политики се зголемува. Значи, ние она што го работиме неофицијално, што е препознаено веќе во статутите на 70% од општините, сега го пресликуваме во системски закон да биде обврзувачко за сите. Да речеме, кога градоначалникот во периодот што ќе следи, ќе треба да креира предлог буџет за следната година, да биде обврзан да свика форуми на заедници, тоест да ги слушне граѓаните кои се нивните потреби. Јас навистина не гледам што е лошо во овие предлог измени. И искрено се надевам дека одредени политички субјекти ќе ја надминат својата суета и ќе го поддржат ова законско решение, затоа што, верувајте ми, само го зголемува демократскиот потенцијал на локално ниво.